во изведба на младата Нела Манчевска "Зајди, зајди". На почетокот од годинава, односно во првата половина од оваа година, таа се потсетила на некои убави настапи, пред и официјално да го добие повикот да биде таа всушност и представникот на Македонија на јуниорскиот Евросонг овој месец декември во Тбилиси во Грузија. Само се уште не можам да запомнам 13 декември сме. Да. На 13 декември, 10-та поред на 21-то издание на детскиот Евросонг. Нела, добре ни дојде. Благодарам на поканата. Одлично уживање, зајди, зајди. Еве, како што кажавме со професорот Борче, од вас младите и зависи како ќе се негува и нели ќе се почитува македонскиот јазик и тоа вешто го правиш. И кога те праша тој како ќе се пее во Грузија, ти речи сепак ќе биде македонско-англиска интерпретација, за да може да се допре нели до поголема публика и самата порака да се испрати. Баш ни е драго што еве пред поаѓањето официјално за само неколку дена со македонската делегација каде што ќе патувате во Грузија, имаш прилика да ја посетиш и Тилма и да те представиме на нашата публика овој пат. Како си периодов? Па супер. Да. Со прови и со се супер е. Да. Ајде тука да ги запознаеме нашите гледачи со тебе. Која е Нела, започнувајќи од тоа нормално колку години имаш, каде учиш и како всушност се случи сето ова да бидеш токму ти представник на Македонија на детскиот Евросонг? Па имам 14 години. Учам во основното училиште Вера Циревири Трена и ми избра по пат на аудиција и навистина на аудицијата се спремав многу пред аудицијата. Одев на часови и навистина поминав супер на аудицијата. Да, како беше се селекцијата, да ја објасниме некако на секој како гледач и слушател, каков е патот на аудицијата? Имаше сигурно конкуренција, голема конкуренција. Па се пријавуваш како на мејл, им праќаш и на нив им стигнува мејлот и те као на одреден ден те повикуваат тамо и доаѓаш и влегуваш како во соба и ги пееш песните и ти викаат за околу 10 дена ќе ги добиете одговорите и ние чекавме им нешто не дојде за 10 дена, многу покасно дојде и ние мислевме дека не сме направиле ништо и ете. Колку имаше на аудицијата? Да. 25 лица. Млади момчиња и девојчиња, инаку имаше жири комисија во таа соба или бевте само на себе оставена, требаше да се и претпоставам дека таа аудиција е снимена па потоа оди во потесниот круг каде што жирито ќе одлучи. Да. И изборот на песни таму конкретно каков беше? Дали беше собствен избор на оние кои што се кандидати или беше строго пропишано што треба да го пеете? Собствен избор мене ми беше. И јас ги изведов песните Defying Gravity и Popular. И од популарниот Wicked филм. Да. И навистина ми беше драго што ги испеав тие песни, бидејќи заради тие песни ме одбра на аудицијата. Нела, оно кое што е интересно исто така во денешниот разговор да го спомнеме е ти велиш многу вежбаше пред да отидеш на аудицијата, но веројатно не почна тогаш, туку претпоставувам многу порано, ако зборуваме за гласовните можности, како младо девојче и за оно кое што се чувствува веројатно уште во тие години, млади години, дека навистина постојат предиспозиции за успешна идна пејачка. Па кога стартуваше конкретно со пеење? Кога почна да така го испитуваш својот глас и да се вежбаш, па да дојде до моментот да се нели бидеш дел од аудицијата, поточно да конкурираш? Јас започнав пред 2 години, не, пред 5 усвари. Започнав кај Андријана Јаневска и сакам да ја поздравам. Започнав во незиното школа за музика. Прво започнав пијано и она ме слушна како пеам и ми кажа да не сакаш на часови на пеење да дојдеш. И викам ајде ќе пробам и со тоа ми започна се. Значи знаеш да свириш на пијано, така? Одлично. Еве за оние кои што не знаат, всушност имаше прилика пред 2 години, ако не грешам, да го воодушевиш жирито на хрватското шоу Супер Талент
имаше прилика да настапиш со извонредната Уитни Хјустон во нејзина чест со I Have Nothing или немам ништо. И еве, сигурно овие да речеме и настапи кои што биле и регионални направиле големо искуство да го обогатиш можеби твоето CV, биографија, за да ти биде малку и полесно можеби денеска да настапиш сепак на уште поголема сцена која што те очекува во Грузија. Навистина ми помогна многу. Да. Бидејќи кога започнав имав многу трема и со настапите ми се намали, но сепак мислам дека ќе има малку трема и во Грузија. Да. Опушти се како велиме ние во приказната, колку што можеш и уживај во истата. Ова во позадина што го слушаме е песната од минатиот победник на Евровизија? Да, ќе слушам дека верувам дека ќе слушам малку подоцна. Браво. Да, интересно е тоа што веројатно си ја пратиш Евровизија, не само јуниорското издание, туку и нели оној класичен Евросонг кој што го имаме, го имаме секоја година, каде што за жал не сме често нели учесници, но ајде да зборуваме сега за подготовките. Што се однесува до Евровизија, добро знаеме дека представувањето таму и не само на сцената, туку и во дружбата со останатите учесници, целокупната таа организација таму има удел. Исто така сценскиот настап е доста важен и влијателен кај публиката, па и кај жирито. Како сето тоа се подготвува, што можеме да откриеме, како ќе се појави Нила на сцената и за костимографијата и за она кое што би требало да има целата целина. За сцената и за костимот нека остане тајна. Добра. Сепак сакам да се изненадат сите. Подготовките идат супер, скоро секој ден одам на проби со Љупка Јакимовска и сакам и нејзе да ја поздравам и мислам дека се ќе биде супер. Супер. А инаку ова што го гледаме е видео спотот за Miracle или Чудо, песна која што еве како велите и вие со тимот кој што работеше на оваа песна Лазар и Магдалена, секој дете има светлина што може да заблеска. Изведувајќи ги овие песни од познатиот мюзикал или филм кој што го има сега второто продолжение во киносалите, па дури во Скопје, беше на премиерата. Фасцинантно, претпоставам дека си помина. Дали тоа можеби ти беше инспирација сепак да биде некаква убава балада која што ќе биде представена во Грузија, во соработка со Магдалена и Лазар, и потом кажи како те беше соработката со нив? Па соработката беше навистина супер и стварно си професионални, коректни. Се погодивме и имаме слични интереси. Мислам дека тоа навистина влијае на тоа како ќе излезе песната. И не ми влијае толку многу, но беа влијани, ама не беа како поидобна точка некаква мала. И Miracle излезе така што бевме на 5-то среќавање и Магдалена кажа ај сега сериозно да седнеме и да напишеме нешто. И седевме во студио околу 7 часа и ја преснимувавме неколку пати. Да. И на крај излезе продуктот. Да. Супер. И Огнен Шапковски сработел одлично дело мајсторско. Претпоставам дека тоа е студио во кое што потоа ефектите се додадени, така? Да. Супер. Нила, верувам дека ги слушаше песните на останатите учесници. Може и тука да се информираме колку учесници има оваа година? Мислам дека има 18. 18. Поддршка се давате едни и други, веќе се комуницирате, да речеме, не знам дали направивте можеби заедничка група со учесниците или се уште не? Во приватни пораки не, преку коментари се коментираме на песните и на видеата. Да. Кој е твој фаворит, освен самата себе? Па мене ми е Шпанија. Мислам сите песни се убави, но Шпанија така, зашто е мюзикал, така како мюзикал е, многу ми се допаѓа. Супер. Ме интересира повикот кога го доби, да речеме, од луѓето од националниот сервис, кога ти информира дека ти ќе бидеш представен. Ти беше ли очекувано? Па навистина, јас очекував, но не верував дека мене ќе ме изберат. Да ја поздравиме и македонската национална телевизија. Добив повик и ми се јави шефот на делегација Дијана Гогова. Дали ќе можете да дојдете на состанок? И мама кажа да за 5 минути. И Дијана вика добро, стрпете се, не можете за 5 минути да дојдете. И ве чекам за 20 минути.
И ние влегуваме во собата за Веројатно, каде што се состанувате, така? За состануците. И само Дијана ми вика, дали знаеш зашто те викнав денеска? Ја викам, па нешто да пеам сигурно. И он вика, не, ти ќе ја представуваш Македонија на детската Евровизија. И сонот се остварува. Да. Прекрасно. И ти посакаме среќа за само 15 на дена, нели, настапот кој што ќе го имаш токму таму во Грузија на македонскиот, односно на детскиот Евросонг. Она кое што го сакаме сите и од секогаш нели сме го посакувале повисок пласман. Да. Кога зборуваме генерално за Евросонгот, но како и да е одлично искуство, веројатно и за понатамошната кариера, која што продолжуваш да ја градиш, и за тоа ќе ти посакаме успех. И тоа кое го спомена Марко, а е твое искуство на меѓународни или интернационални сцени, веруваме дека ќе ти донесе така поголема сила и моќ во однос на настапот кој што ќе го имаш во Грузија, па се гледаме можеби и после тоа, верувам, со одлични новитети. Уживај сега во приказната, твој се. Ова е баш возраста во која што треба да уживаш во овие детски мигови. Она што велиме ние, детството за час проаѓа, вистина препушти се на магијата и само освојувај со чудо. Пренеси ја пораката на како што умееш и знаеш. Да, нема да те нели мачиме да го оптеретуваме твојот глас, да ни пееш тука. Следен пат. Иако тоа сигурно ќе асистираш, ама следен пат. За следен пат.